Второто коло во втората лига донесе многу погодоци. Вкупно 29 погодоци беа постигнати на 8 надпревари. На сите надпревари имаше најмалку 2 погодоци, најмногу во Виница вкупно 6, а по 5 имаше во Струмица и Тетовско и Јегуновци. Екипата на Слоговиница предводена од штипскиот тренер Емил Грнев со убедливи 5-1 го декласираше големо конјери. Разликата во квалитет е голема, а во дуелот на двата лански третолигаши тимот од Виница беше убедлив. А всушност Слога е првата која постигна 5 погодоци во новата сезона и засега има најубедливата победа. Кужов на домашен терен забележа прва радост со сигурен 2-0 против тимот на Новаци, а сигурна победа имаше и Брегалница која со 0-2 славеше над Вардар Неготино над Свајрената. Ова всушност се победи за двата штипски тренери Иван Варадиновски на Кожов, односно Владко Костов на Брегалница. По мечот во Гевгелија, Варадиновски земнет истакна дека одиграле како што се договореле. Вели дека имале контрола и доминирале во текот на целиот меч, а прето им честиташе на играчите за играта и победата, а испрати благодарност до навивачката група Фантоми. Во пренос на М-нет телевизија можете да го следите надпреварот меѓу Шкендија, Рачиново и Охрид. Надпреварот кој го доби тимот од Рачиново преку Персврт со 2-1 за максимални 6 бодови на своето конто. Најпрво сакам да искажам честитки за моите фудбалери, исто и за публиката која дојде овдека да не бодри. Навистина тежок противник, ако знаеме дека Охрид летово најмногу се засели со многу голем број играчи квалитетни и навистина и надпреварот тргна лошо. Примивме од една контрагол, но она што мене ме радува, сите фудбалери не се предадоа, него она што бевме договорени од самиот почеток, значи диктиравме темпо 80 минути на ниво на прволигашка екипа, значи цело време бевме во напад, создававме прилики, можевме и порано да го решиме надпреварот, шансата на Деснич. Тренерот на Охрид, Ромео Кочовски, вели дека одлично го отвориле надпреварот, а во изјавата за М-нет истакна дека не ги искористиле неколкуте прилики кои што ги имале, а тоа при тоа го казнал противникот. Како што вели Кочовски, надпреварот потоа имал друг тек што му одговорил на домакинот, но додава дека не заслужил да се заменат без бото тешкото гостување. Реми во прилеп меѓу Победа и Каменица Сасо 2-2, а па Косого на домашен терен се израдува на првиот триумф во новата сезона, откако со 2-0 славеше над Преспа од Ресен. Во Тетовско и Јегуновци беа постигнати 5 погодоци за победа преку Персврт на Тетекс од 3-2 над Детунит Плочковица, а Радовишени добија и 2 црвени картони на овој меч. По надпреварот тренерот на Детунит Плочковица Горан Здравков во кратка изјава за М-нет телевизија истакна дека победата во Јегуновци била победа за судијата. Во мечот под рефлектори во Струмица кој што се одигра синоќа беа постигнати 5 погодоци. Екипата на Беласица го доби вечерниот дуел со Скопје со очување на два поранешни прволигаши со конечен исход од 3-2.